Ова фудбалска арена, ова спортска арена, на која што освен фудбал може да се применува и атлетика и други настани, е инвестиција во која што водата првично вложи 30 милиони евра и направи еден современ стадион, една современа национална арена, со која што може цела Македонија да се гордее. Сега дополнително се вложуваат уште 6 милиони евра за да се дооспособи арената да може да биде домакин на еден високо интернационален куп. Тоа е Суперкупот во фудбал, кој што треба да се одржи на 8 август и за кој што Македонија преку Фудбалската федерација на Македонија го доби правото да го организира овој настан во Скопје, како што кажав, на 8 август оваа година. Од она што можевме да го видиме, подготвителните работи се речиси завршени. 99% се завршени. Претпоставам во наредните 10-15 дена ќе биде се завршено и ќе се спуштат и сите скелиња. Во подтрибинскиот простор на источната и на северната трибина направени се огромни простори, околу 7000 квадрати деловен простор. Дел од овој деловен простор ќе се користи за време на Суперкупот од страна на УЕФА за нивни канцеларии за потребите на медиумите, за потребите на УЕФА и за сите други настани поврзани со главниот настан, како што е пренос на утакмицата и така натаму. Но она што исто така значено е што овие простори подоцна ќе останат капитал на јавното државно предпријатие, популарно наречено ПУИК, кое што тоа ќе може да го издава и со средствата да вложи во натамошно одржување, но и развивање на ова национална спортска арена, како и за други инвестиции што тие ќе оценат дека им се приоритетни. Што значи, ова инвестиција што сега се прави од 6 милиони евра е инвестиција што ќе се враќа. Не само што ќе се врати со тоа што со организирање на Суперкупот Македонија ќе добие на популарност во смисла на реклама и така натаму, бидејќи ќе ја пренесува цела Европа и пошироко можеби и надвор, не можеби сигурно и надвор од Европа, туку и подоцна овие откако ќе заврши Суперкупот, ова ќе бидат простори кои што ќе бидат максимално искористени. Јавното предпријатие ќе ги даде под закуп и ќе има своји приходи, а исто така ќе може да се квалификува и за друг фудбалски или атлетски или друг настан во иднина, затоа што ќе имаат минималните стандарди потребни за една таква високо реномирана меѓународна спортска манифестација. Она што исто така значено е што еден дел од овој простор ќе се искористи за правење на детска градинка, која што ќе биде условно кажано за потребите на Министерството за земјоделие, кое што е веднаш преку улицата на стадионот, но ќе биде можно и деца од други родители кои што не се вработени во Министерството за земјоделие или пак во државните установи, кои што се вработени во приватни установи или живеат во близина на стадионот, да може да ги носат децата и да ги остават во таа детска градинка и со тоа центарот на градот ќе добие уште една прилично голема детска градинка, затоа што таа ќе биде околу 500-600 метри квадратни и ќе има голем капацитет за сместување на деца. Се на се, корисна инвестиција за која што многу вложивме, не само средства, туку и многу време, енергија, состаноци, подготовки, да не се сгреши нешто. Стартувавме уште некаде на почетокот на 2015-та со многу состаноци, во времето уште јас кога бев претседател на владата, заедно со директорот на ПУИК, заедно со претседателот на Фудбалската федерација на Македонија и со сите други кои што учествуваа во подготовката на Македонија да го преземе Суперкупот како организација. Можам да кажам дека работите се успешно завршени и мене ми е драго затоа што јас лично бев учесник во оваа подготовка. На некој начин бев и иницијатор на сите тие состаноци за да се дојде до навремено реализирање на овие проекти. Морам да честитам и на директорот на ПУИ кој што навремено ги заврши работите согласно стандардите на УЕФА, како што кажа претседателот на Македонската фудбалска федерација. 3 до 4 пати месечно доаѓаат контроли од УЕФА за различни намени и досега оценките се задоволни се, нема некакви проблеми и е речиси сигурно дека Суперкупот ќе се одржи во Македонија, односно не речиси, него е сигурно дека Суперкупот на 8 август годинава ќе се одржи во Македонија, што ќе биде голем настан, ќе донесе многу гости, многу туристи, неколку дена ќе престојуваат веројатно помеѓу 20 и 30 илјади гости од други држави пред се од државите чии што клубови ќе играат во финалето.
кои што се уште не ги знаеме. Така што еден убав момент за Македонија. Македонија се спомне по нешто добро, по нешто позитивно, по нешто што е добар имидж, по една убава слика од овој стадион, затоа што споредувајќи го стадионот со сите други, особено во југоисточна Европа, па и источна Европа, можеме да кажеме дека еден од поубавите и подобро опремените, во кој што навистина владата вложи големо внимание и многу инвестираше и со голема љубов и енергија го правеше тоа.